Балканскиот медиумски камион, воспоставен од Фондацијата Метаморфосис, е дел од проектот Споделени хоризонти, Хоризон партаже на француски, што се спроведува во 6 земји од Западен Балкан. Споделени хоризонти е најголемиот проект финансиран од француското Министерство за надворешни работи во овие земји од Западен Балкан и наменет за граѓанското општество и младите. Покрај вредностите на спортот, зачувувањето на културното наследство и дебатата на идеи, борбата против дезинформациите е еден од столбовите на овој проект. Борбата против дезинформациите е еден од приоритетите на Франција, особено за тоа што нашата земја и нашата демократија се цел на чести напади. Зошто овој камион за борба против дезинформација? За да се сретнеме со јавноста на оригинален начин и да ја подигнеме звеста на забавен и прагматичен начин за формите и последниците од дезинформациите. Овде во Штип е третата македонска етапа по Битола, Гостивар, а пред Скопје, и ова е пета земја од Западен Балкан каде што застанува овој камион. Што нуди овој камион? Алатки за препознавање на манипулации и дезинформации, клучни совети како да не станете и вие самите пренесувачи на дезинформации. Имено нашата активност на социјалните мрежи може да не направи пренесувачи на дезинформации без да бидеме звесни за тоа. Дезинформациите не може да се поистоветат за слободата на изразување, бидејќи нивните цели се да посеат сомнеж и да ги дестабилизираат демократите како Македонија и Франција. Амбасадорот веќе рече дека овој проект се спроведува од Француската агенција за развој на медиуми во партнерство со Фондација Метаморфозис. И нас ни е многу битно и многу драго и сме благодарни што го имаме овој проект, бидејќи многу е битно да се зборува со сите генерации, особено со младите, за тоа што е медиумска писменост, од каде ги добиваме вестите и што е медиумски интегритет. Дезинформациите денеска се еден многу важен, еден голем проблем и треба да се работи од аспект на еден пристап на целото општество. Односно да се почне многу рано уште во образованието, да се работи со најмладите, да се работи со студентите, да се работи па дури и со постарите генерации кои сега повторно нели учат да користат медиуми кои ги немале порано. Порано, кога имала само телевизија, сме имале еден филтер каде што уредникот во телевизиите одлучувал што ќе има и не. Но сега било кој може да постира било каква информација на интернет. А најпогодени се мислам дека постарите и најмладите генерации, бидејќи не се свесни дека таа информација може да биде лажна, намерно манипулирана и создадена за да не измами и да наруши некаков демократски процес.